се неизини, особено во последно време, да, ја го позајмувам гласов. Зависи, реклама, денес правев нешто пореметено, ама не би имало смисла да кажувам на телевизија, ваља, ќе искочи дека... Или ќе пишеме една фактуричка. Да, па да се раздужиме. Да, да не. одлично. Може да се раскумотам, ја? Можеш максимално. 20 години работа на радио, сигурно знаеш многу песни ти се свртеле низ глава и слично. Сега ќе направиме мало тестче да видиме колку ти останало памтење. Ајде. Значи песни од разни жанрови, а после твоето време ќе го споредиме со моето време да видиме кој за побрзо ќе погоди, бараме артист или песна. Или како се вика песна. Добра. Да. Ајде, може да почнеме, луѓе, пуштајте. Ја ти мерам време. Бараме артист или песна, легенди на Балканот. Јово чекај да видам. Балкански филмови се, така? Добра. Ова е Бело дугме или не? Бело дугме, одлично. Идеме дале. Кукулеле, да, нормално ненадменлив Роберт Сазлов и другарка. Овде е со тој дечкото што отиде во Австралија. Добро полуден фраер. Да, одиме дале. Добри наводници. Ајде, отке. Легендата на комшија ми е плюс. Озбилно? Да. Поздрав за Ристо. Умало. Многу ја сакам песната, само озбилно. Многу ја сакам. Ајде дале, погоди и ова. Сега малце друго. Опа, знаеш сега дека ме фати овде, ова го знам, све е уреду, можам да го изиграм, да го оваквам, ама не ми текне која човек. Значи, следеча одиме. Се предавам, да. Одиме дале, добро. Може да е... Песна или изведувач? Пробај. Женско. Така. Сигурно е Од згодна 20 риба до некоја. 25 плава. Плава е. Жими се, не знам, ќе ти кажам предпоставка. Значи, Ајде. Може да е девојка што беше во брак со еден шизик што нешто се разведува, па она има играчка група, немам појма. Не, знам за која мислиш, не ми текнува името која беше. Знам дека мажов ви е Џогани нешто. Така е, Џогани. Али не е таа, ништо и ова, вика Славо. Одиме дале, нешто по твое, нешто по твоја генерација. Ова мислам дека го знаеш. Бони Тајлер, да. Да, Бони Тајлер. И за крај огромниот хит од пред не знам 5 години или 4. Ова ствар, па ти се доборувал. Браво. Авторот не го знам, али знам дека е у парламент човекот. Да. Го има на сите редовно го има. Одлично. Еве, ја мислам доволно. Доволно е, максимално доволно. Викса. И како стојам со време? Жити. Со време стоиш, па... Со време, го читаш. 2 минути, 2:00. 2 минути, ја? 2 минути. Да видиме јас како поминав на истиот Добро, на истите песни? Истите. Добро. Значи ти си две. две. А ти ги знаеш веќе, а уствари нема веќе. Не, ова беше сосема, ја појма немав кои песни ќе бидат, ме седна во студио, дојди нешто, треба да збориме итно состанок, тоа да ми правеле мене добра. Одлично. Ајде, момци. Може да пушташ, да. Бело дугме ако има Бога. Браво, Овие кукулеле човече. Фала Богу. Пингвинов. Чили Вили, Рики, Ристо Самарџеја, брат. Лоу, T-Pain, Лоу. Ќе сказам викса, брат. Мали сигнали, ама... Карлеуша? Дај ми телефонот, така? Не, морам сценски да изведам. Бони Тајлер, Total Eclipse of the Heart, најболја песна е, нели? Изградили асфалтни патишта, изградили водоводи, електрификација, фабрики дигнати, рударство дигнато, економија огромна. Не знам, друже, ова од кога, ама... Императорот. Ага, се приваѓа? Го газам, викса, бре. Го газам 100%, нема шанси да биде вака брз. Како? И не беше така брз. Ништо загуби. Да. Јас сум минута и кусур таму далеку подобро. Требаше да се сконцентрирам повише, не знам. Требаше. Има и награда. Овој дингото малку. Можда. Има и награда ова од екипата, од организацијата, нели продуцентите на еден. Сушност сме се бореле, јас не знаев за
лайв, седа лайв настапот на Аца Лукас од пред некое време во Метрополис. Штета, знаеш ли што? Би сакал да си го добијам CD-то сега. Сега ме трогна, пошто да знаев дека е Аца Лукас прашање. Ферен Сквер го добив. Да. Ти благодарам. Океј, задржи го, Фере, океј. Лайв, човеч. Со тоа што лайфот го немам, имам некои студиски снимки, нонстоп ги слушам. Не е како лайв. Криво ми е. Сам беше лудил. Требаше малце Требаше појако да настапам. Друг пат продуцентите организираат вакво нешто, нонстоп е нешто јако како. Але ми се свига дека не им попушташ на гостите од друга страна. Не, што да не. Тоа и за шахот важи, така? Каков потек ми ова не ми се вира. И Викса стварно. Само не знам. Со коњи највише играм. Не знам. Вака у принцип. Ке ме добиеш, осеќам. Ај кажи ми за тебе и Никола Димитров. Бевте во врска порано? Да ти кажам, бевме во добра врска подолго време со Никола. Не геј, таква модерна, туку растевме заедно. Учевме во Пестолоци и во Пестолоци као основна школа и во средно дружевме многу, така што можам да се пофалам дека можеш. Правиме пијачки, мада нели животов нешто не толку интензивно како порано, ама правиме, особено сега откако е растеретен со име. Полабавен, да. А додека беше таму му даваше сугестии? Сигурно. Да не е слушно зад кулисите работи твои да не се. Повеќе ти да не си бил, мислам, оноа правиот преговарач. Некој, мада по директно влијае преку овој, преку стариот немец. Да, знам, мислам. Пошто мајка му на немец ми е од старото мало, многу респектирана госпоѓа. И бијам помогнато на неколку нивоа, но сега ќе искочи дека се правам шиз. Тачно дека си мој. Со Никола, од кај ти информацијава дека сме дружале, вистина? Па Пола студио. Да, има тука, и од екипата продуцентска, луѓе кои што сме се дружале сите заедно. Јасно, сега ќе те изненадам пак. Ево Јагонев, 2003 по весници по архививе чепкајки најдов на статија Викса у Охрид не знаел кај трпеца, не знаел кај ова, не знаел кај она и бил збунет со раката во вис, чекал такси, аман бе си викал. Супер е тоа. Мислам, холивудска приказка. Многу леле која ја гледам, стварно. Така нечини човек кој да силум да направи филм. Мислам, не викам дека тенденциозно било, гледа што се случува. Ауто во службено не остави уште во Охрид ни откажа ни раскина и вистински требаше да стигнам на некоја плажа, не знам точно градиште ово и беше малце подалеко. И стопиравме, носеа едни дечки со комбе, такво хипичко стварно, ама одеа не до крај и ја сретнав Джаровска. Мислам дека тогаш беше во подем нејзиното место како новинар ово и ќе поднапишам нешто као интересно. Добро, не знам што интересно се деша, ама не знам како и она однесе до местото на промоцијата. И стварно немаше некои холивудски фазони, ама кога искочи весник, во принцип не замерувам на никого, плюс сега имало и по-страшни работи, колегија, не знам. Ама како може да се изгубиш Охрид?